Женскиот ракометни клуб Овче поле од Свети Николе го представи првото засилување за новата сезона. Се работи за Дона Марковска, која ќе го чува голот на тимот од Свети Николе во следната сезона 2025-2026. Марковска доаѓа од Охрид, својата кариера започна во ракометниот клуб Сањот Охрид, кој е нејзин матичен клуб, а потоа настапуваше за Пелестирот Битола. Новото засилување на клубот од Свети Николе има настапувано за женската младинска репрезентација на Македонија на светското првенство од 2022 и за кадетската репрезентација на Македонија во 2023 година. Суперлигашот Куманово, откако го промовираше Аце Станковски како нов тренер, а досегашниот тренер Љубише Димковски го промовираше во нов спортски директор, се активираше на трансфер пазарот. МРК Куманово ја продолжи соработката со ракометерот Христијан Крстановски, кој е роден 2000 година, а е висок 197 см. Ни својата кариера Крстановски настапуваше за Струга, Вардар Неготино и Металург РА. Крстановски играше за кадетската ракометна репрезентација 2018 година, како и за Б сениорскиот национален тим во 2021 година. МРК Куманово го представи првото летно засилување за новата сезона. Се работи за Виктор Трифуновски. Новото засилување во својата кариера има настапувано за младинските категории на Вардар, вториот тим на Вардар, Аеродром и екипата на Борец од Велес. Трифуновски е висок 190 см, а тежок е 90 кг, а во својата кариера настапувајќи за Аеродром и Борец беше меѓу најефикасните стрелци. Во следниот период се очекува да приснат уште засилување во тимот на МРК Куманово.